преминат од многу топло до многу ладно и ова сакам да го разјасниме во два аспекти. И во просториите кога влегуваме, например во кола или во дуќан или дома, и во случај кога влегуваме во море или езеро. Пошто знаеме дека особено кога сакаме да влеземе во езеро, сите си влегуваат така наеднаш, а знаеме дека тоа не е баш како што треба. Видите, како треба да биде добро и дури може да биде и многу опасно. Посебно за луѓе кои што се повозрасни, кои што имаат здравствени проблеми, кај што срцето, крвните садови имаат промени, претходна болест, кај нив може да биде да предизвика посериозен проблем. Кога од надворешна средина, кај што имаме, например, 36 степени, 40 знае да биде кај нас во Скопје, телото е загреано, прегреано и одеднаш влегуваме во просторија кај што сакаме да биде оладено 18 степени. Видете, тоа е голем температурен шок. Телото, јас реков, со водата е најдраматично затоа што одеднаш целата површина на кожата која ќе се залее со ладна вода, да речеме, влегуваме во море, во езеро, се случува тоа преска што го кажував. Само сега уште поизразено неголи кај тушот. Кај тушот водата се слева по телото. Кога нагло ќе влеземе во море, река, океан, одеднаш целата површина на телото ја изложуваме на ладно. Одеднаш се стегаат сите крвни садови, одеднаш притисокот скока. Срцето кое што претходно работело забрзано, затоа што за да го лади телото мора да ја врти крвта побрзо, за да оддаваме топлина. Сега тоа срце кое веќе забрзано работи, во услови кога ќе се најде на ладно, за него доаѓаат сега импулси повторно од мозокот, стрес. Реакција на стрес секогаш во природата е забрзана срцева работа. Скок на притисокот. Значи, кога се наоѓаме во опасност, било каква, од било која природа, адреналин се создава, кој што ја забрзува работа на срцето, го качува притисокот. И сега одеднаш имаме срце кое што работело 110 во минута, одеднаш ќе забрза уште повеќе. Притисокот ќе скокне. Срцето ќе мора да пумпа, како одеднаш ме оделе порамно и сега треба да се качиме вертикално. Не по скале, него буквално на јаже да почнеме да се качуваме. Тоа е голем стрес за организмот. Друго, кога ќе го изложиме торзото, градниот кош, на ладно, рефлексно се предизвикува рефлекс на вдишување. И видете што се случува. Кога некој ќе скокне од карпа, или не е битно, во базен, одеднаш телото, главата, градниот кош, доаѓа во контакт со ладната вода, се случува рефлексно вдишување. И има луѓе што се дават на тој начин. Ќе вдише вода во градите. Значи рефлексно? Рефлексно, затоа што тоа не е под наша свесна контрола. Тоа се рефлекси. Друго што се случува, кога сме изложени одеднаш на ладно, крвните садови се стегаат, срцето, мозокот, бубрезите, тоа се најважните органи во телото. Тие мора да бидат соодветно снабдени со крв. Сето друго моментално се става во втор план. Тоа значи рацете, нозете. Што се случува? Се влошува крвотокот во мускулите на рацете и нозете, за да се обезбеди доволно крв за мозокот, за бубрезите. И сега имаме луѓе кои што се млади, здрави, добри пливачи и одеднаш вика се удави млад човек. Се удави затоа што рефлексно голтнал вода, затоа што мускулите не му реагираат соодветно, бидејќи едноставно ги исклучува од циркулацијата телото и добар пливач може да се удави. Па добрите пливачи најчесто се дават, затоа што они така се осмелуваат да скокаат во ладно или во длабоко или не знам. Не се препорачува. Значи, мора постепено да го ладиме телото, затоа е најдобро да се влезе, да се наквасат нозете, рацете, да се испрска телото со вода и постепено да се влезе во ладна вода и тогаш веќе телото е прилагодено и можеме да функционираме нормално.
Сега со просториите рековме. Нешто слично, ама во многу поблага форма. Значи, ладењето на телото ги предизвикува истите тие рефлексни реакции. Проблемот е кај постарите луѓе затоа што ќе им скокне притисокот, ќе забрза срцето, не се чувствуваат добро. Му треба период да се прилагоди на промената на температурата. И затоа и се советува да не нагло одеднаш од улица да се влезе во ладна просторија. Може би да се престојува неколку минути во влезот, во ходникот, пред станот, да се полека намали температурата на телото и да се влезе во просториите. За постари луѓе не се препорачуваат ниски температури во просториите. 24 степени е некоја температура кај што они може добро да ја одржуваат телесната температура. Постарите луѓе, видите, и во летно време, уоладено, седат облечени. Нас ни е чудно. Ние сме можеби во кратки ракави и они бараат да облечат ракави, дори джемперче, затоа што на 24 степени телото кај нив потешко ја одржува температурата. Побрзо се лади. Ако ме прашате, просторија кај што не сме физички активни, 22, 23, 24 степени. Тоа 18 степени, јас не го разбирам. Ние работиме во сала. Јас сум интервентен кардиолог, ставаме песмейкери, ставаме стентови. Температурата е 18 до 20 степени. Работна температура затоа што работиме со кецела, со мантил, телото не може да се олади. Меѓутоа, во ваква просторија кај што седиме, кај што не сме активни, 22, 23, сосема доволно.